Значително помалку Турција посетиле земјава. Според Агенцијата за промоција на туризмот, ова е причината за падот на вкупниот број на туристи од 4,8% во мај. Поради падот на лирата, турците имаа слаба платежна моќ. Ако лани во мај земјава ја посетиле 14.000 турци, годинава во мај имало само 6.295. Сепак од агенцијата очекуваат добра сезона, раст од 3,5%, со што вкупниот број на туристи треба да достигне 1,3 милиони. Сега за сега успешно ги покриваме падот на турските туристи и го надополнуваме со нови пазари како што е хрватскиот и полскиот пазар. Се надеваме дека и грчкиот пазар ќе даде уште поголеми резултати. Зошто е тоа така и зошто сум оптимиста дека ќе имаме поголем скок на странските туристи кога е бројот на ноќевање од предвиденото, затоа што пазарите како хрватскиот и полскиот имаат просечен престој во државата околу 3 до 3,5. Мално, вели бројките покажуваат дека само операторите Туи и Корендон земале дури 84% од вкупната сума за субвенции која годинава е во висина од над 600.000 евра. Од агенцијата бараат ист износ на субвенции за туристи независно од која држава доаѓаат, повисоки субвенции за вон сезона, како и поголема поддршка за руралниот туризам. Субвенционирањето треба да биде плаќано по звездички, да имаме јака категоризација, да имаме експерти во тоа поле и да не се добиваат звездички како што ние можеме да ги добиваме во овој момент. До субвенционирање на развивање на алтернативните форми на туризам, екотуризмот, агритуризмот и авантуристичките форми на туризам со дополнително стимулирање на селските домаќинства и домаќинствата во руралните средини ќе даде ефект на еден подолг рок. Од агенцијата признаваат дека ако биде загрозен статусот на Охрид во УНЕСКО, тоа ќе се одрази врз туризмот. Јаневски вели дека неопходно е да профункционира и туристичка инспекција, зашто ќе се координираат со УЈП и пазарната инспекција. На тој начин ќе се зголеми наплатата на туристичката такса и девизниот прилив кој изнесува над 380 милиони долари. Агенцијата за туризам годинава има буџет за промоција на земјава од 146.000 евра. Со овие пари, земјава се промовира во 12 земји, се оди на сајми за туризам, се подржуваат 35 манифестации, се реализираат проекти за промоција на дестинации вон Скопје и Охрид и друга.